Добар ден, јас сум доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог. Би сакала да кажам неколку факти во врска со исхраната. Исхраната и она што представува нутритивна содржина на нашата исхрана. Јасно ни е дека без исхраната ние не можеме да преживееме, таа е основа на нашето функционирање, раст, развој и регенерација. Но она што е многу интересно и важно е дека всушност преку храната ние абсорбираме енергијата која што ни ја дава природата. И токму поради тоа таа треба да биде во оптимален внес спрема нашата генетика, спрема нашата конституција, спрема нашиот возрастен степен, колку сме ние стари, дали сме во развој или сме во некоја повозрастна група и спрема нормално нашата потрошувачка. При тоа би сакала да напоменам дека познати ни се на сите основните макронутриенти, протеините, јаглехидратите и мастите, како и диетарните влакна, односно диетарните фибри, но исто така сите сме запознаени и со многу важната улога на микроелементите, како минералите и витамините. Од таа причина, внесот на избалансирани продукти е можно важен, зависно од тоа како ние живееме, колку трошиме и во каква здравствена состојба сме пред се. Така што доколку сме болни, ние треба да го зголемиме внесот на витамини, минерали и течности, како и на протеини, бидејќи протеините се основа на имунолошкиот одговор, на специфичните молекули и на клетките кои го произнесуваат тој имунолошки одговор. Но важно е исто така и да се напомене дека јаглехидратите не само како процент, туку и како квалитет кој што ги внесуваме и се основа на нашето здравје, тие се основен ресурс енергетски, кој што ни возможува практично гориво за да можеме ние да ги обавуваме сите секојдневни функции, вклучително и интелектуалните функции, потребно е да бидат квалитетни. Тоа значи да не се користат концентрирани јаглехидрати, кои што често пати ги наоѓаме во процесираните храни. Тоа значи дека доколку внесуваме премногу прости јаглехидрати, концентрирани јаглехидрати како сахароза, глукоза, фруктозен сируп и слично, или скробести продукти како беле, бело брашно, пици, тестенини и слично, ние го оптеретуваме нашиот организам со висок гликемичен индекс на храна која што предизвикува хиперинсулинемија, а таа е основата на модерните васкуларни болести, дегенеративни болести и основа на преддиабетот. Но исто така можно е важно, сметаме дека доколку и малите деца, кои исклучително брзо можат да ги процесираат, да ги искористат јаглехидратите, бидејќи нивниот метаболизам е мощно брз, доколку бидат подолг временски период обтоварени со концентрирани јаглехидрати, комбинација на концентрирани јаглехидрати и масноти, нивниот организам, нивниот ендокрин систем е изложен на хиперстимулација со овие концентрирани јаглехидрати кои ја пореметуваат оската на материите кои што ја регулираат ситоста и гладот. Тоа значи дека утврдено е дека може да настанат потенцијално промени во структурата на клетките во хипоталамусот и тие понатаму да бидат помалку реактивни на излачениот лептин, кој што е основната молекула, основниот хормон кој што регулира ситоста. Друго исто така важно нешто кое што би сакала да го напоменам е внесот на диетарните фибри, значи на растворливите и нерастворливите фибри кои се дел од нашата нормална исхрана и тие представуваат всушност комплексни јаглехидрати. Во последните години бележиме висок пораст на така наречениот синдром на иритабилен колон, кој што може да се манифестира на различен начин, особено како наизменични диареи или обстипации, дискомфорт во абдоменот, надоен стомак, едно општо непријатно чувство, значи нарушено варење и промени во столицата, а кој што е докажано дека се должи на пореметување на еден многу важен, би го нарекла во наводници, орган, нашиот микробиом, односно стомачен или гат микробиом, кој што всушност е представен со огромен број на слоеви на добрите клетки во нашите црева, кои што всушност представуваат многу важен чинител во функцијата на цревата. Ова може да произлегува од неквалитетниот состав, значи неадекватната нутриција, сиромашност од диетарни фибри, но и од храна која е често пати неорганска, неприродна. Храна која што е дистантна за нашите добри бактерии. Тоа често пати го потврдуваме со внес на растворливи фибри, како капсули и пробиотици со кои што ние всушност ги ревитализираме овие бактерии. Друго што нешто би сакала да го потенцирам е дека
Маснотиите општо е познато, особено оние кои што потекнуваат кои што се со животинско потекло, представуваат фактор на ризик за васкуларни болести, канцерогени болести, да не ја споменувам дебелината, но лошиот холестерол не секогаш е директен причинител за васкуларните болести. Тука играат и останати материи голема улога, пред се факт начинот на живење и исхрана кои може да доведат до покачен крвен притисок и шеќерна болест или скриена шеќерна болест и секако неактивниот живот. Физичката неактивност заедно со неадекватната нутриција се всушност подлогите на денешното модерно заболување, дебелината, шеќерот и кардиоваскуларните болести. Зголемениот пак внес на протеини, кој е особено чест кај младата популација, која денеска има доста увид во тоа како се гради мускулна маса и како се одржува физичка активност, може да го оптовари непотребно организмот, во смисол на тоа дека можно да се изгради голем степен на мускулна маса, меѓутоа протокот на протеини во организмот е фактор на ризик за заболување на бубрезите. На тој начин може да се случи да се зголеми притисокот во функционалните единици на бубрезите и да доведе до појава на албумин во урината. Тоа е еден нов скрининг маркер кој ни укажува какво е здравјето на бубрезите. Во тој контекст, многу е важно да бираме какви протеини, во каква количина протеините ги користиме, пред се од растителното потекло. Имаме огромен број на растителни продукти кои ни овозможуваат добар внес на аминокиселини, но сепак морам да потенцирам дека не сите аминокиселини ние можеме да ги внесеме преку растителните продукти, туку потребно е да внесуваме и производи од животинско потекло. И не само поради аминокиселините и протеините, туку и поради останати микронутриенти, особено како што е B12 и останати материи.